ТВ Алфа фиксација и ноќна мора на сите лидери на СДСМ во изминативе десетина години. Неоснованата кривична пријава за наводно перење пари и сомнително финансирање, со која без никакви докази се обидуваат да го нарушат угледот на телевизијата, е само последен во низата обиди за пресметка со медиумот. Наместо одговори на конкретни и директни прашања, наместо деманти ако нешто објавено не било вистина, со години само клевети, навреди и етикетирања. На едноставно новинарско прашање кон партискиот лидер, каква европска и демократска вредност покажува со нападите кон една национална телевизија, бидејќи не му се допаѓа уредувачката политика, левичарот Венко Филипче реши да ја искористи за напад кон Алфа и при неколку дневната прослава на победата на десничарска партија во Унгарија. Каква демократска и европска вредност покажува за тоа што етикетирате медиуми, бидејќи не ви се допаѓа нивната уредувачка политика? Вие сте од Алфа телевизија. Малце паника фаќа се од кога газдата изгуби власт. Сега се прашувате кој ќе ја финансира. Но ваквите потези веќе не се никакво изненадување, секогаш кога некое прашање нема е померак, од Филипче нема одговор, туку неосновани тврдења дека Алфа ширела лажни вести. Имате скратеници во ДВ сообщенија ги пишувате ВМРО, ВМРО достапен, да си да точно значи што го кажат. Оставите фейк вести. Дајте, имате ли други прашања? Фейк ньюс, Алфа, фейк ньюс. Мене ме обвинуваа дека имам куќе у нерези. Доаѓаше ваш колега новинар. Престанете ве молам со фейк ньюс и со дефокусот, престанете. Покрај обвинувањата за лажни вести, новинари на Алфа често знаеле да трпат и директни навреди од лидерот на СДСМ, само бидејќи прашање не му е померак. Ако што гледате не знаете, ништо ме прашувате. На вакви лажни вести од којните на ВМРО не одговара. Ви кажав се. Но Филипче очигледно имал од кого да учи еден од претходните председатели на СДСМ Зоран Заев, за кого не крие дека му е близок пријател, а по се изгледа и политички ментор. Во времето кога тој беше премиер, Алфа секојдневно беше домаќин на финансиската полиција, чии инспектори во своите контроли не најдоа никаква дамка во финансиското работење. Заев, одбивајќи гостување на Алфа, директно реши да се заканува преку институциите кои тогаш беа предводени од него. Фатиме ли поканата на Алфа телевизија? Не ја прифаќаме поканата. Не ја прифаќаме на Алфа телевизија. Ке видите зошто. Посебно во момент каде што според мене се прави сериозна истрага. Во 7-годишното владење СДСМ и покрај заканите не успеа да докаже никакви недоследности во работата на Алфа, па сега врз основ на документи кои ги истражуваа во своето владење, решија да поднесуваат кривична пријава. Накратко, сериозни сомнежи за перење пари преку лажни реклами и сомнителен капитал како извор на финансирање. Зашто имало и постапка започната. Алфа беше трн во око на уште еден поранешен лидер на СДСМ, екс-премиерот Димитар Ковачевски. Го обвини нашиот медиум дека наликувал на партиски сектор за комуникации, а друг медиум пак бил трговец со енергенси. Во државата има медиум, чија што уредувачка политика повеќе наликува на уредувачка политика на компанија која што тргува со енергенси, а има и медиум кој што уредувачка политика повеќе личи на уредувачка политика на партиски сектор за комуникација. Во владењето на СДСМ покрај гостопримството кој Алфа го покажа тогаш кон финансиските инспектори, кои има увид во целата документација за финансиското работење, нашиот медиум беше жртва и на хајки кој против Алфа ги водеше тогашното СЈО, предводен од правосилно осудената за криминал Катица Јанева, но и при контролите на специјалните обвинители не беше пронајдена никаква дамка во работењето на телевизијата.